продолжуваме со следниот час, а тоа е Општество за пето оделение. Денеска имаме многу интересен наставник, а тоа е претседателот Стево Пендаревски. Здраво, претседателе. Здраво, здраво, како сте? Добро, еве, среќни сме што денеска вие ќе ни држате предавање по општество на една многу интересна тема. Темата е интересна, морам да ви кажам, имам ја малку трема, не заради темата, него затоа што публиката предпоставам дека е не постара од 14-15 години. Така? Ја до сега имам предавање на возрастни луѓе, на студенти, на оваа категорија скоро никогаш. И тоа за се има прв пат во животот. Така, и немојте да се секирате, сите наставници што ни дојдоа прв пат имаат трема, така што опуштете се. Океј, опуштен сум. Можеме да... Можеме, да. Еве да започнеме. Еве. Ваша темата е, да. Може и за да се гледа подобро. Така? Одбрав, со оглед на публиката која ми ја најавивте, одбрав да зборувам денеска, нема да зборувам долго или предолго, за Конвенција за правата на детето. Знаете, има многу меѓународни документи, меѓутоа тие се воглавном за повозрастни. Сега, нашиве деца мора да знаат дека и тие имаат своји права, сосема независно од правата кои ги имаат возрастните, дека тие се на посебна категорија на лица кои мора да бидат посебно заштитени, барем додека не пораснат. Да почнеме да видиме како е, за што станува збор. Значи, ова конвенција која е главна во целиот свет, донесена од Обединетите нации 1989 година, е донесена многу подоцна од сите други документи кои ги третираат правата на повозрастните. Значи, барем едно 20 до 25 години подоцна, и за тоа има причина. Долги години и децении дури се сметаше дека децата не морат посебно да бидат третирани во ниту еден документ. Има татко и мајка, најблиски баба и дедо и тие ќе водат сметка за нив. Битно е да ги уредиме правата на повозрастните, а децава само по себе ќе си дојде. Та не е така. Бидејќи децава се посебна категорија на луѓе и додека растат, додека се оформуваат како личности, си имаат и своји посебни барања и затоа мораат да бидат третирани во посебен документ како посебна категорија на луѓе. Во оваа смисла, значи конвенцијата, можеме да се вратиме и назад. Сакам да спомнам уште претходниот слайд да ми помогнеш. Назад. Зборуваме за луѓе до 18 година од животот. Деца, според оваа конвенција, според овој меѓународен документ, се до 18 години. Ако некој ви каже од луѓето кои живеат тука во нашата земја, дека деца според нашите закони се до 14 години се во право. Според нашите закони деца се до 14, а од 14 до 18 се помлади и постари малолетници. Меѓутоа овој документ вели сите се у категоријата деца додека не наполнат 18 години, додека не станат полнолетни. Значи децата имаат специфични потреби и затоа за нив постојат дополнителни права кои ги немаат возрастните. Ќе видиме подоцна, значи има некои права само за повозрастни, а некои само за деца. Ова е многу кул. Да, еве ќе видиш. Децата имаат различни права од возрастните и различни, да видиме. И повеќе. И повеќе? И повеќе. Супер. Затоа што мораме да ги заштитиме подобро додека не пораснат. Кога ќе пораснат, ќе се вратат во категоријата на возрастни и после за нив има многу други документи, ама тоа не сакам да ги замарам нашите дечиња и публиката. Чекај, или претходното само. Так, претходното. Значи, одбрав има околу 50 на членови овој документ, оваа конвенција, меѓутоа јас избрав само неколку кои ми се чинат мене побитни, не за мене, туку за публиката која ќе не слуша или не слуша во моментот. Прво, а имаат врска со нашата земја. Гледайте, значи не е само да начелно дека тоа и тоа го имате као право или тоа не смета да го правите, меѓутоа има членови кои се побитни од другите според мене, имајќи во предвид и нашата ситуација. Еве членот 2 вели не смее децава да бидат дискриминирани по многу основи, според мене најважни се, и за кај нас, според етничка или религиозна припадност. Сосема небитно. Каква ти е етничката припадност или во која религија веруваш, може би според постарите, според твоите, ти мораш да имаш, додека си дете до 18 години, исти права као сите други. И од други религии, и од други етникуми. Социјалното потекло имотот е многу битно, затоа што во превод тоа значи децата и најсиромашни што се, за жал имаме и такви, и најбогатите или од најбогатите семејства имаат еднакви права. Не сме некој што има, некој не сме да има некој повеќе права затоа што неговите се побогати. Тука сме апсолутно исти и тоа е така во целиот свет. И посебни потреби. Има деца со посебни потреби. Тие не треба се стигматизираат, не треба се навредуваат, не треба се отфрлаат од средината, затоа што тие ги имаат сите права. Од право на пристап до образование, до воспитување. Тоа го кажува конвенцијата.
Знаете, секој од нас има некој другарче кој има посебни потреби, тие се исти. Така. Право на име и на државјанство. Од моментот на раѓање, секое дете има право на име, што ќе рече на идентитет. Секој мора да биде идентификуван со име и со презиме. Јас сум Стево Пендаровски и како таков имам одредени права, обврски и одговорности према државата во која живеам. Еве го второто. Тоа е државата во која живеам. Што е државјанство? Тоа е еден документ кој ме поврзува мене или вас како индивидуа, како поединец и државата во која живееш. Зашо е тоа битно? Државата мора да води сметка за своите државјани. Значи, кај год да се наоѓаш во светот, ако имаш проблем, државата вели, аха, тој е наш државјанин, треба да му помогнеме. Еве сега гледате со ова последнава ситуација со короната, со пандемијата, имаме наши државјани кои се можеби во Америка, во Канада, во Нов Зеланд, било каде во европските држави, ние имаме обврска, ако тие сакаат, да си ги донесеме дома. Затоа е битно да имаш државјанство и од најмлади години, од денот на раѓање, мора да се знае која е твојата држава и да си имаш едно послуче на кое пишува јас сум државјанин на таа и таа држава. И таа држава после води сметка за тебе во текот на целиот живот. Ова е многу битен член 9. Никако детето, значи до 18 години, не смее да биде одвоено од своите родители. Сега се вратаме на ситуација која имавме ние овде кај нас пред неколку години, па и од време на време и денес. Овие мигранти или бегалци што ги нарекуваме. Да. Не смее ни случајно ако дојде мајка со дете или татко и мајка со дете со деца, не смее да ги одвојуваме. Можеби да не ги пуштиш ако е така законот, меѓутоа не смееш некого да пуштиш, а некого да одбиеш, затоа што фамилијата мора да остане обединета. Зошто? Затоа што двата родитела се битни за развојот на детето. И ти ни случајно не смееш детето да го пуштиш, а родителите да ги вратиш назад. Или ги пушташ комплет, или ги одбиваш комплетно. Меѓутоа, и ако чекаат, например, на граница додека него определат статусот за вас, тоа значи за цела фамилија. Не може поединечно само за некого да му дадеме право да влезе или да транзитира во нашата земја, а другите да ги вратиме назад. Значи, децата мораат да ја следат судбината на своите родители. И во лошо, И во тоа. и во добро. Или повторно обединување. Ако случајно гледат такви трагични ситуации има во целиот свет, на некоја граница некаде дечињава се одвоени од своите родители, имаат право, тоа се вика еден меѓународен термин, на реунификација. Фамилијата мора повторно да се обедини. Да се обедини. Децата никако да ги оставиш сами. Ова интересен член 13, не е баксузен. Децата, гарантирам, што е сега следат емисијава, нема да знаат дека го имаат тоа право. Ние мислиме дека ова право го имаат само повозрастни. Децата имаат право слободно да го изразуваат своето мислење и да добиваат информации преку медиуми. Значи, не да добиваш информација од кога ќе станеш 18 години, кога ќе станеш возрастен човек, него од моментот на раѓање ти имаш право да кажеш што мислиш. И ја тука силно ги охрабрувам нашите дечиња да кажат што мислат, че имаат право слободно да си го кажат своето мислење. Многу е битно. А имаат право, ако не се сложуваат со нивните наставници, да се спротистават и да кажат јас мислам поинаку по одредени прашања? Кажам, една од првите лекции која им ја предавам на моите студенти, независно кој предмет им го предавам, е тоа: секој пат ве молам да ги оспорувате сите авторитети во вашиот живот. Тоа значи од родители до, не знам, до власт, државна власт. Ке си кажеш што мислиш, не велам да ги кршиш законите, меѓутоа нивното не мора да биде најправилно. Не мора. Зошто секогаш да биде понивно? Ама тие се татко и мајка, тие знаат најдобро што е добро за тебе. Поред, како принцип не го спорам, меѓутоа јас мислам дека некој пат може да кажам нешто што е добро за мене. Одлично. Деца, ова е многу добар совет за сите нас. И ова е интересен член. Многу е близок до овој претходниот. Децата имаат право на приватност. Не може возрастниве да се мешаат кај што не им е местото. Че ти си имаш право кога си дете до 18 години, си направиш свој свет. Во кој ни возрастните, ни татко, ни мајка нема да се мешаат баш секогаш. Значи имаш право на приватност или никој не сме да се меша во неговиот приватен живот и во неговата писмена кореспонденција. Значи порано не смеја да ни чепкаат во нашите писма, иако сме деца. Денеска не смеа да ви гледаат во WhatsApp или во Viber што си пишувате со некој другарче или можеби со некоја симпатија. Имате право на тоа. Тоа е највисок меѓународен документ. И кога некој ќе се обиде од вашите родители тоа да го наруши, тоа ваше право, ќе кажете стоп. Член 16 од Конвенцијата за детски права кажува тоа и тоа. Добро? Ова е интересен член, да знаете, родителите се одговорни за воспитувањето на детето. Меѓутоа, ако тие тоа не го прават од X причини, има и лоши родители.
Има и родители кои не се во можност здравствено да одговорат на таа обврска, државата им го одзема тоа право. Вие имате обврска, ова дете да го изведете на прав пат, да го формирате како личност, и ако се откажете од X причини или ако не можете да го извршувате таа обврска, тогаш државата ќе ја преземе таа обврска. Социјални работници, државни органи, друго семејство, бидејќи до 18 години никој не смее да биде оставен без родителска грижа. И не треба. Да. Ова е интересен член од многу одамна. Значи, конвенцијата е усвоена 1989-та, нашата држава ја има ратификувано или усвоено од 1993-та, важи кај нас. Во целиот свет, сите деца до 18 години имаат право на образование, а особено вели конвенцијата имаат право на бесплатно примарно образование или основно образование. Сега ние тука сме за една пофалба, ние имаме отидено и плюс. Кај нас е задолжително и средното и тоа е бесплатно. Значи, оди се погоре и погоре, тој квантум го викаат на права кои децата ги имаат. Членот 30 е битен исто за кај нас, бидејќи живеат дечиња, семејства кои зборуваат различни јазици дома, има право да го употребува својот јазик во образовниот процес. Значи, има право. Во колкава мерка, меѓутоа државата мора да створи услови детето да го употребува, да го негува и практично со дел од наставните содржини, со дел да се запознава и на својот мајчин јазик. Ова е многу интересен член. Според мене е еден од најинтересните, не смешните, најинтересните членови. Детето има право на одмор и на слободно време. Че има право на одмор. Ја разбирам дека треба да учат со часови да подготвуваат уроци, меѓутоа тие имаат право и на слободно време и да си поиграат малце. Че не е тоа дали родителот ќе ти даде. Денеска беше добар, денеска прочитам многу работи или ми донесе некоја петка, сега ќе ти дам право на одмор и на игра. Не, ја имам право и без тоа. Сакам да кажам дека и лошите ученици имаат право на одмор и на слободно време. И на лошите ученици да им помогнеме како да станат подобри ученици, така? Така е. Али не значи да ги казнуваме, сега не беше добар, сега немаш никакво слободно време и не смеш да си поиграш, ќе си поигра. И па ќе го тераме да учи, ама мора да си поигра, има право на тоа. Во таа возраст, па и во постари години, секој од нас има право некој пат малку и да се релаксира и да си поигра, зависи што веќе играл. Во право сте. И ова е при крај, сакам да кажам дека има одредби од таа конвенција кои кажуваат и ако не сме добри, што се случува? И децата можат да сгрешат. Како да сгрешат? Таа е така наречена па да прекршат некој закон. За жал, децата можат и да направат и тешки кривични дела. А тоа не треба така? Сега да знаете, не треба, меѓутоа, според нашите закони, до 14 години, детето што и да направи, не е одговорно. Одговараат неговите родители за тоа што го направил лошо или не го направил, а требало да го направи. Од 14 понатаму има санкција, има казна, меѓутоа не се казните како за возрастен. Например, ако исто кривично дело, ист криминал, направи некој на 17 години и некој како јас на 57 години, казната не е иста. Значи, ако направиме иста грешка, јас и вие, и некој е дете, иста баш, јас и вие ќе добиеме поголема казна. Затвор или некоја друга санкција, детето не, бидејќи се смета дека до 18 години тоа уште не е доволно созреано како личност за да ги проценува своите постапки. Да знае што е правилно, што е неправилно и се смета дека треба да му се даде шанса со помала казна побрзо да се рехабилитира и да се врати во светот на овие што ги почитуваат законите, во светот на добрите да се врати. Значи, презумпција на невиност, како и за сите други, фер судски процес, поблаги казни во однос на возрастните, ова пред малку што го кажав, не служат заедно со поголемите, со возрастните. Служат во посебни установи. Добре, тие посебни установи им помагаат за тие дечиња да сватат што направиле и да можат да... Да, имаат посебна служба, тие социјални работници ги нарекуваат, има и психолози, социјални работници кои им кажуваат дека ова што го направиле е лошо, дека тука воопшто не требало да дојдат и дека сега, утре, заутре кога ќе излезат, треба се вратат на нормалниот живот, да почитуваат околина, прописи и закони, и затоа што така е подобро во животот. И уште еден слайд, мислам дека имаме до крај. Ова се, да не ги буни нашите помлади гледачи, протоколи. Протоколи се документи. Има уште 2 документи на оваа конвенција кои се неколку години подоцна донесени. Јас има повеќе права и забрани, јас ги одбрав овие две кои мислам дека се битни и во денешни услови. Прво, до 18 години никој не сме да помисли да регрутира некое дете, таа возраст, во конфликт или во вооружен конфликт или во војна.
не смее да биде регрутиран во војска. Значи, сте виделе, за жал, ни светот има и такви лоши примери, во кои дечињата на 15, 16, на 12 години со оружје во рака војуваат за нечии туѓи цели. Тоа е забрането. Тоа е кривично дело. Возрастните кои тоа го прават, ќе одат во затвор. Значи, децата до 18 никако не смеете да ги регрутирате, да ги ангажирате. Например, ако некој ја нападне нашата држава, мојата, вашата држава, јас имам обврска да ја бранам. И државата има право да ме регрутира. Да. И да рече са сите ја браниме државата, но не и оние до 18 години. Знаете која е разликата во правата? Значи практично тука децата имаат поголемо право. Бидејќи уште не се оформени како личности, тие не треба да бидат втурнати во една многу грозна работа како што е војната. И ова втората забрана на меѓународно ниво е прилично актуелна и кај нас. Со овие социјални мрежи, со интернет. Значи забранете трговија со деца, со детска проституција и детска порнографија. Децава до 18 години не смеат на ниеден начин да бидат инволвирани на било која во таа индустрија нарекуваат за возрастни. И тие возрастни над 18 години кои тоа го прават, ќе бидат казнети со многу години затвор. Имам прашање, а што е со дечињата кои што ќе бидат заведени во вакви криминални дејанија? Како нив да ги заштитиме, наставнико? Најдобро да се обратат на тие што им се најблиску, така? Или на своите учители, или на фамилијата. Не, веднаш да така? кажат. Значи, првото правило е немој да комуницирате на интернет со човек кој не го познавате. Така. Колку год да ви изгледа примамливо, атрактивно, да влезеш во некоја дискусија, можеби тој чичко или тетка имаат лоши намери, можеби се дел од ова меѓународна трговија со деца и може да ти направат голема штета. Значи, прво, никако контакти со возрастни, второ, кажување веднаш на евентуален таков контакт. Колку и тоа да е страшно, мораме да го споделиме за да се заштитиме. Мора на тате, на мама и на учителката прво да им кажеш и да се посоветуваш со нив. Одлично. Толку имаме за денешниот час. Ако има уште некое прашање, не знам уште некое прашање. Можеби ќе имаат прашања нашите ученици, ама може да не ги пратат прашањата на нашата мејл адреса. Јас од она што денеска го учевме, сватив дека ние децата имаме многу повеќе права од возрастните и имаме многу убави права, а исто така треба да бидеме свесни дека имаме и обврски како деца. Ви благодарам, наставнику. Ова беше наставникот Стево Пендаровски. Имавме многу возбудлив, корисен час за нашите пето оделенција. Верувам и за сите останати деца кои што гледаат ТВ Училница. Ние продолжуваме понатаму. Имате нешто да кажете, да ги поздравите нашите ученици? Не, благодарам што ме поканивте. Никогаш не сум држал предавање во вакви услови. Јас се надам дека многу скоро сите ние ќе се вратиме во оние нормални училници, ќе имаме публика одма до нас и нашите дечиња ќе бидат тука до нас за да можеме во една жива дискусија директно да разјасниме некои работи ако треба. А сега ние да си го искористиме нашето право на слободен одмор и правиме една кратка пауза.